Добро дојдовте на новото видео од понапредно ниво B2 за ученици по германски јазик. На денешното видео ќе учиме за број 9 предавање и тоа за Kauzalsätze или причински реченици во германскиот јазик. Се надеваме дека досегашните видеа веќе сте ги совладале, па продолжуваме понатаму. Што да повторите за полесно да го совладате и ова видео. Најпрво, Haupt- und Nebensätze или поточно предавањето за Die Konjunktionen и второ Die Adverbialsätze. Тоа е претходното предавање. На денешното видео ќе учиме за Kauzalsätze mit Nebensätze, Kauzalsätze mit Hauptsätze и трет дел Kauzalsätze mit Präpositionalausdrücke. Сега започнуваме со теоријата, што се тоа Kauzalsätze или на македонски причински реченици. Тоа се реченици во германскиот јазик со кои се изразува причина, основа, мотив за некој настан. Ни даваат логично објаснување за дејството во главната реченица. Граматички ни спаѓаат во Nebensätze или зависни реченици и во Adverbialsätze или прилошки реченици. Одговараат на неколку прашања и тоа warum, знаете во превод зошто, weshalb, од која причина или зошто, wieso, како така или зошто, и aus welchem Grund, од која причина. Да видиме некои примери. На прашањето warum lernt er Deutsch, зошто тој учи германски, со причинска реченица би одговориле weil er in Deutschland arbeiten möchte, бидејќи сака да работи тој во Германија. Втор пример, weshalb wurde das Spiel abgesagt, зошто беше откажан надпреварот. Das Spiel wurde abgesagt, da es stark regnete. Надпреварот беше откажан бидејќи силно врнеше. Wieso bist du so müde? Како така си толку уморен? Како Kauzalsätze би одговориле Ich bin so müde, weil ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Толку сум уморен затоа што работев цела ноќ. И четврт пример, aus welchem Grund fehlt sie heute? Од која причина таа денес отсуствува? Aus gesundheitlichen Gründen, од здравствени причини. Одиме понатаму. Како ќе формираме реченица од типот на Kauzalsätze? Прво, со зависна реченица или Nebensatz и сврзниците weil, да или zumal. Разликите меѓу нив ќе ги видиме во следните минути. Втор начин на формирање, ние со две главни или Hauptsätze, реченици, и користење на сврзникот den. И трето, со предлошки израз, Präpositionalausdrücke, и ги користиме сврзниците wegen, aufgrund или aus. Во Nebensätze глаголот секогаш знаеме дека стои на крај и кои сврзници ќе ги користиме во овие Kauzalsätze. Прво имаме weil во превод бидејќи или затоа што. Да, ние сличен сврзник со превод бидејќи или со оглед на тоа што. Потоа имаме den, затоа што или зашто, zumal, особено бидејќи, wegen, поради, aufgrund, врз основа на, и aus, поради или од. Многу од овие стврзници немаат точен македонски превод. Започнуваме со првиот дел, причински реченици кои се формираат со помош на зависни реченици. Формирање на Kauzalsätze со Nebensätze. Прво со сврзниците weil или да.
во превод бидејќи, затоа што, или со оглед на тоа што. While и да се синоними и се користат во иста реченица. Кој сврзник од овие два да го искористиме, реченицата ќе биде точна. Во говорен јазик сепак почесто се користи да. Ги користиме најчесто за споеви меѓу Haupt и Nebensatz. Да почесто го користиме исто така во инверзна реченица. Ке видиме пример. Ich gehe schlafen, weil ich müde bin. Одам да спијам бидејќи сум уморен. Da ich müde bin, gehe ich schlafe. Бидејќи сум уморен, одам да спијам. Овде зборуваме за инверзна реченица. Третиот сврзник, во овај тип, ние zumal во превод особено бидејќи. Тој има слична употреба како while и да. Можеме да го користиме во обична или инверзна реченица. Се користи кога веќе има една причина, па со zumal додаваме дополнителна засилена причина. Да видиме пример. Sagt ab, zumal keine Zeit hat. Тој откажува, особено бидејќи нема време. Zumal müde war, ging früh nach Hause. Бидејќи беше уморен, си отиде рано дома. Одиме понатаму, која е разликата меѓу while, да и zumal. While ни дава обична причина. Значи ни одговара на прашалниот збор warum. Да се користи ако причината веќе е позната. А zumal, како што кажавме пред малку, ако има една причина, па додаваме и друга. Например, kommt später, weil noch arbeitet. Тој доаѓа подоцна бидејќи се уште работи. Da es Montag ist, sind viele Geschäfte geschlossen. Бидејќи е понеделник, многу продавници се затворени. Значи овде причината ни е позната. И со zumal, sagt die Reise ab, zumal kein Geld hat. Го откажува патувањето бидејќи нема пари. Вториот дел за ова видео, Kausalsätze mit Hauptsätze. Причински со главни реченици. Како формираме Kausalsätze mit Hauptsätze? Овде го имаме сврзникот den во превод затоа што или зашто. Овај сврзник го имаме веќе сретнато во некои од минатите видеа. Овај сврзник е синоним со while und da, но е различен граматички во неговата употреба. Се користи за споеви на Haupt плюс Hauptsatz, значи на две главни реченици. Глаголот исто така, за разлика од while и да, не ни стои на крај. Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. Останувам дома бидејќи сум болен. Kauft das Buch, denn es ist billig. Тој ја купува книгата зашто е ефтина. Во овие две реченици глаголот sein во случајот bin и ist, како што гледаме, не стои на последна позиција. И третиот дел за денес, Kausalsätze mit Präpositionalausdrücke. Причински реченици со предложки израз. Формирање на Kausalsätze со Präpositionalausdrücke. Со предложките изрази не правиме Nebensatz, туку една реченица со предложка фраза. Значи во овој случај имаме комплетно различна граматика. Првиот сврзник во овие реченици е wegen, во превод поради. Се користи со датив или генитив, например kam zu spät wegen des Staus. Дојде доцна поради сообраќајниот метеж. И втор пример, wegen des Regens bleiben wir zu Hause. Поради дождот остануваме ние дома. Следниот сврзник, aufgrund, поради или врз основа на.
Овај сврзник се користи во генитив, например aufgrund der Situation wurde das Treffen abgesagt. Поради ситуацијата состанокот беше откажан. И уште еден пример. Aufgrund seiner Erfahrung bekam den Job. Поради неговото искуство ја доби работата. Тука имаме уште еден и последен сврзник, тоа е aus, во превод од или поради. Се користи за чувства, мотиви или ставови. И го користиме само со датив. Blieb zu Hause aus Angst. Тој остана дома од страв. Sie half ihm aus Mitleid. Таа му помогна од сожалување. И трета реченица, aus diesem Grund komme ich nicht. Поради оваа причина јас не доаѓам. Уште една важна информација, која е разликата меѓу wegen, aufgrund и aus. Wegen користиме ако причината е надворешна или општо. Aufgrund ако причината веќе ни е позната. А aus ако причината е внатрешна, например некој мотив или емоција. Да видиме пример. Bleibt zu Hause wegen des Regens. Тој останува дома поради дождот. Bleibt zu Hause aufgrund der schlechten Wetterlage. Тој останува дома поради лошата временска состојба. И со aus, bleibt zu Hause aus Angst vor dem Unwetter. Останува дома од страв од невреме. Се надевам дека ви е јасно. Сега ќе прочитаме поголем број на примери за некои работи да станат појасни. Ich bin müde, weil ich schlecht geschlafen habe. Уморен сум бидејќи лошо спиев. Sie lernt viel, weil sie die Prüfung bestehen will. Таа учи многу бидејќи сака да го положи испитот. Wir gehen früher, weil es spät ist. Одиме порано бидејќи е доцна. Da das Problem bekannt ist, reagieren wir schnell. Бидејќи проблемот е познат, реагираме ние брзо. Da sie müde ist, geht sie früh schlafen. Бидејќи е уморна, таа оди рано да спие. Da krank ist, kommt nicht. Бидејќи е болен, тој не доаѓа. Wir warten, denn der Zug hat Verspätung. Чекаме зашто возот доцни. Sie ist froh, denn sie hat die Prüfung bestanden. Таа е срекна зашто го положи испитот. Ich gehe nicht mit, denn ich habe keine Zeit. Не одам со вас, зашто немам време. Nimmt den Job an, zumal das Gehalt gut ist. Тој ја прифаќа работата, особено бидејќи платата е добра. Bleibt zu Hause, zumal krank ist. Тој останува дома, особено бидејќи е болен. Одиме со следниот сврзник, wegen. Sie fehlt heute wegen der Arbeit. Таа отсуствува денес поради работа. Das Spiel fällt aus wegen des Wetter. Надпреварот се откажува поради времето. Wir bleiben länger wegen des Problems. Остануваме подолго поради проблемот. Bekam den Job aufgrund seiner Erfahrung. Тој ја доби работата поради неговото искуство. Aufgrund der hohen Kosten wurde das Projekt gestoppt. Поради високите трошоци проектот беше запрен. Aufgrund eines Fehlers im System kam zu Problemen. Aufgrund eines Fehlers im System kam es zu Problemen. Поради грешката во системот дојде до проблеми.
и со aus. Entschuldigte sich aus Höflichkeit. Тој се извини од учтивост. Sagte die Wahrheit aus Ehrlichkeit. Тој ја кажа вистината од искреност. Sie schweigt aus Respekt. Таа молчи од почит. Сега да направиме мала вежба за крај и завршуваме со ова предавање. Имате 6 реченици, потребно е да го пополните со одветниот сврзник. Имате неколку секунди. Дали сте готови? Со наша помош ќе ги решиме заедно. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Da es heute sehr kalt ist, ziehen wir eine Jacke an. Трета реченица, kommt nicht, denn keine Zeit hat. Wir sagen das Treffen ab, zumal wir schon spät dran sind. Aufgrund des Regens wurde das Spiel abgesagt. И последната, handelte so aus Angst. Тоа беше се за денес, се надеваме дека оваа граматика ви е јасна. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, кликнете subscribe и следете не на Facebook и Instagram. Во следното видео продолжуваме со нов тип на приложки реченици.